Благодарам. Почитувани колеги, Предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународна банка за обнова и развој, Светска банка, по договор за заем за финансирање на проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. И повторно предлог за задолжување. Се наоѓаме во период, во фаза на јавен долг од над 60% во однос на бруто домашниот производ, а ние разгледуваме, дискутираме повторно по предлози за нови задолжувања. Коминавме предлогот за задолжување за проектот за основното образование на комисија, сега овде доаѓа предлогот за задолжување за енергетско ефикасни објекти и така ќе се редат нови предлози, нови закони со кои што повторно ќе се зголемува долгот на Република Македонија, а се стеснува воедно фискалниот простор за делување на државата. И прашувам овде од оваа место до кога ќе продолжиме да носиме закони со кои што дополнително ќе ја задолжиме Република Македонија. 1,5 милијарда евра се задолживте. Каде се парите кои што ги трошивте? Каде се парите кои што во изминативе 4 години, 4 буџетски години, во просек по 4 милијарди евра годишно трошевте од буџетите на Република Македонија? Ги задолживте граѓаните, 60% јавниот долг е задолжен, а вие ништо од тоа не искористивте за овие проекти за кои што сега во предизборна година не убедувате дека треба да ги поддржиме, за да повторно ја задолжиме државата, за да вие можете да прикажете некој успех пред граѓаните дека рационално се трошат позајмените средства. Но кога сме и кај тоа како се трошат позајмените средства, поголем дел од средствата кои што се предвидени со овој кредит, односно со овој задолжување, се наменети за консултантски услуги, за техничка поддршка, за обуки, дообуки и слично. Што значи дека средствата кои што ќе ги земеме по основ на овој заем од 25 милиони евра не во целост ќе се искористат за намената која што гласи во законот, а тоа е енергетска ефикасност на објектите од јавен карактер. Кога сме кај енергетската ефикасност и кај оваа тема, граѓаните се сведоци на тоа што вие имавте можност во изминативе 3,5 години, 4 години власт да го зборувате, а е поврзано со енергетската ефикасност, а ништо од тоа не видовме. Граѓаните се сведоци дека во секоја општина ветувавте енергетско ефикасни фасади на јавните институции, па дури некаде се дразувавте ветувањето да го проширите и до степен дека ќе ги изолирате, односно ќе правите термоизолациони фасади на сите стамбени згради. Во секоја општина ветивте газификација, која што исто така е поврзана со енергетиката, но ништо од тоа не видовме. Ако овој предлог го дадовте на почетокот од вашето владење, барем ќе имавме на ум дека имате честна намера. Но вие 3,5 години, 4 години ништо не правивте по однос на енергетско ефикасни објекти. И сега предизборно ги потрошивте парите кои што претходно ги позајмивте, а се во износ и висина од 1,5 милијарда евра, и сега не убедувате овде да ви дадеме акламативна поддршка без наша соодветна забелешка на се тоа кое што имаме можност да го видиме, а се однесува на тоа да земеме повторно кредит, повторно заем, кој што, како што напоменав, делумно ќе се искористи за објекти по однос на објекти за енергетска ефикасност, а другиот дел ќе биде наменет за обуки, консултантски услуги и слично. Затоа забелешката која што ја имаме ние е дека фискалниот простор е намален. Парите кои што ги позајмувате се прескапи. Граѓаните ги презадолживте, идните генерации ги презадолживте заради вашите нерационални трошења во минатото. Повторно прашувам, каде се 1,5 милијарда евра народни пари кои што ги позајмивте, ги потрошивте, а ништо од тоа граѓаните не можат да видат?
Ги потрошивте парите, а само дел од нив во износ од 350 милиони евра завршија кај компаниите, кај стопанството. Другите средства ве прашувам каде се. Ако не го знаете одговорот, јас ќе се обидам да ви кажам. Дел од тие средства завршија во поголема ставка за исплата на плати. Во време на рецесија, кога приватниот сектор ги напушта секој ден илјадници луѓе кои што остануваат без работа, вие во јавниот сектор предвидувате нови партиски вработувања. Набавувате скапи стоки, ставка за скапи стоки и услуги, за нерационални трошоци кои што имавме можност при носењето на буџетот на Република Македонија да ги погледнеме. И затоа ќе ни се случува во изминатава година да видиме трошење на магариња, на фризерници, но не сте смогнале сили да најдете можност да ги потрошите парите оваму кај што е најрационално, најпотребно. Се согласувам дека ова се проекти кои што се потребни, но не со нови заеми, не со нови задолжувања, затоа што преголема е задолженоста на државата и преголем е долгот кој што граѓаните ќе го плаќаат. Затоа, колеги, ве замолувам по однос на вакви сензитивни теми, кои што и во наредниот период ќе следуваат, ќе ни доаѓаат закони од ден во ден за нови и нови задолжувања. Да размислите добро, затоа што сите ние треба да водиме рационални политики и овие граѓани, овие пари треба да имаме на ум, дека треба некој да ги враќа и дека треба да остави државата и буџетот во одредена кондиција. Со вакви нерационални политики, јас се плашам дека ќе ја доведеме државата во едно сценарио од кое што враќање ќе нема. Реплика заменик министерот за финансии.